Денес во студиото ни гостува човекот кој со најголема доза на посветеност и љубов го промовира овчеполието како никој друг досега. Никола Александров Ристевски. Добре ни дојдовте. Добро вечер. Како сте расположени? Добро ви благодарам за поканата, пријатна енергија овде во студиото и се надевам дека ќе имаме убав разговор и ќе си ја покажеме нашата Македонија пред гледачите на едно најгледаните телевизии во Република Македонија. Веруваме во тоа. За почеток, кој е Никола? Никола од Свети Николе, семеен сум, си имам прекрасно сопругедно детенце, работам долги години на истражување, промовирање и афирмирање на она што го имаме како културно наследство и природни ресурси, не само во мојот роден крај Овчеполе, туку и на цела Македонија. Во Овчеполието постојат траѓи од цивилизација уште од далечниот палеолит за кој што научниците потврдија дека луѓе живееле од 40 до 200.000 години пред нашата ера. Кај нас се потопот кога бил 12.000 години пред нашата ера, се едни од најголемите неолитски насоби во Македонија, односно повторно праисторија. Овчеполе е пребогато со железно бронзено време, нормално рана антика и остатоци од се што е подоцна што го знаеме, односно накратко имаме остатоци од сите познати ери и епохи од човештвото. Меѓу другото, Овчеполе некогаш било, Овчеполието било огромен океан, море. Тоа море се повлекувало, останувале езера, по тие езера останале мочуришта, па не за џабе уште Евлија Челеби и други патеписци пишувале како на пазарите во Одрин, во Дубровник. Оддалеку се препознало мирисот на специфичното овчеполско сирење, затоа што и ден денес, особено во летниот период, кога сонцето свети многу топло, температурите се многу големи во Овчеполе, се познава на површината на земјата еден слој од сол, земјата е солена, бидејќи јагнињата јадат од таа сол, биле многу здрави. Свети Николе е единствен град со име на светец во Македонија. За воля на вистината до 45-та, до втор број некаде на службен вестник по ослободувањето, името на градот стои Свети Никола. Цело време бил централна и главна населба, која што била главна не само за економијата, за развојот, туку и за образованието и ослободителната борба на македонскиот народ, затоа што за организацијата на времето да помине целото оружје и сето тоа преку Вардар, мора да помине од Овчеполе, па преку Вардар, па да иде кај Западна Македонија. Па така е Дончо Штипјанчето, например, Афарим Бекалеш Дончо никој не издаде, доне од Ерџелија, од Овчеполе. Затоа што Штип бил голем град, Штип е поголем град, Дончо Штипјанчето е за тоа, па се надевам дека ќе се сменат работите во догледно време и дека можеби ќе имаме спомен куќа нека. Да се гледаме. Да. Вие сте рековите од Свети Николе. Да. Неколку пати имам забележано, односно сум сретнал на интернет, на социјалните мрежи за ровови во Свети Николско, кои што од некоја војна. Од некоја војна можеби ама некаде пишува од една, некаде од друга, од втората, од балканските и така натаму. Зашто конкретно се работи, лично интересира? Супер прашање, благодарам Скосен. Официјалната македонска археологија, односно некои од веќе археолозите кои што се во пензија или пред пензија, као геоглифот во Овчеполе, бил само ровови од некоја си војна, чекаме уште да се договорат дали се од балканските, дали се од Прва светска и т.н. А чии се тие ровови? На државата на Македонија и на македонскиот народ, да. Направија истражување површински со кои што наидоа чаури од француска војска, од српска војска, чаури некој дека таму било активно, било Овчеполе, било секој за време на балкански војни. За време на една војна има секакви чаури. Тоа место е веројатно дека било користено како воени ровови, не дека не, но со опрема во вредност од над $800,000 опрема вредност беше донесена во Свети Николе во 2014 година, исто опрема со која што се пронајдоа кај се тунелите по тие пирамиди во Босна и на многу други места со која што истражувано у Малта, у Египет, Гобекли Тепе, Португалија, Шпанија и т.н. со врвни научници од областа на археоакустиката и беше потврдено постоење на подземни шуплини, односно интелигентни комори, за кои што се претпоставува дека кријат нешто поврзано со времето на Александар Македонски, бидејќи на целиот тој ров воен случајно наликува точно на созвездието Касиопеја, кој заедно со големата мечка е една од највидливите и најголеми созвездија на ноќното небо и се гледа во текот на целата година и баш по некоја случајност тие воени ровови го покажуваат отсликувањето на звездите со знакот на земјата точно на роденденот на Александар Македонски. Сакате да кажете, односно дека има можност гробот на Александар Македонски да се наоѓа тоа? Не, Боже, да, затоа што ние како цивилизација, како народ, како генерација сметам дека сме далеко од знаењето што го имале древните предци од
би рекол Зошто не би многу сакале порано, да не е од кај тоа нас? време. Не, велам не да Не да почне затоа што најверојатно таму има нешто, да немаше нешто под ридот, до сега ќе потроша некоја канта гориво со еден скип, ќе смкне пола рит и ќе покаже дека нема ништо. Вака, луѓе од цел свет, значи до сега нема континент од кој што посетител таму не е дошол на геоглифот. Но никој не се осмелува да нема копне. никој од иселеништвото, од диаспората кој што е заинтересиран за такви места и не ме е побарал до сега да дојде. Минатата година ми дојде дури еден, значи од Австралија нашите која си доаѓа. Ме бараат, правиме тури во Овче поле. Откако не промовираат за сета оваа промоција, заслужен доктор Домагој Николич од Хрватска. Откако не промовираше 2012 на Рубо знаности, овде на мене не ми дозволија да објавам некои работи, па се договоривме со него тој да ги објави во втора емисија на Рубо знаности. Го направија почесен граѓанин на Свети Николе, ни дозволија научни истражувања, ги направивме, објавивме 3 научни трудови, а за жал не ни дозволија да ги продолжиме. Тогашната општинска власт заедно со некои бизнисмени и научници направија бушење на геоглифот за да проверат кога што има надолу. За тоа никогаш не беше објавен никаков извештај нити научен труд и еден така информација од лице место таму од луѓето што биле дека целиот ритм се стресал кога удреле на втората дупка, што удрил на гранит, што покажува дека ако е нешто 4-5 век пред наша ера е дефинитивно покриено со гранит, така да тоа е сега. Во близина, во непосредна близина е античкиот град Била Зора, односно Бела Зора, по-нашки, кој што е бил најголем град во античка Пеонија, значи додека Александар бил на поход, овие тука имале право да се купуваат и своји монети, таните на старите легенди, уште народ по села знае да каже како за фалангата зимската опрема, гунчињата биле правени од овците од овче поле. У Кратово се зборат уште легенди за селото Филиповци и цар Филип. Се зборат за посмртната поврка на Александар Македонски, народот си памти такви легенди. Така, освен Александар, тука ни е Крале Марко, што можеме да кажеме за него? Во свеста на македонскиот народ, значи во тие стари песни преданија, ако не се пее за Крале Марко, се пее за Александар Македонски. Значи многу песни што биле, преданија што биле за Александар се сменети со Крале Марко после тоа. Геоглифот се наоѓа на Шарков рит. Шарков рит велат имаат, нели, тие што велат дека се тоа рови, тези, зашо е тоа, но тоа е за тоа што по Марко и Шарко. Подолу е Маркова ричка, ние локалците си го знаеме тоа. Имаме многу места во Овче поле кои што се топоними кои што се поврзани со Крале Марко, па така тука се Маркова стопалка, Маркова трапеза, Марково кале имаме. Значи и тоа е така не само во Овче поле, во цела Македонија и топонимите на Крал Марко се не само во Македонија и на Волкашин, туку може да се видат чак до Хрватска, што ви рекле старите. Крсто Петков Мисирков напишал дека Македонија ја прославиле Александар Македонски, Свети Климент и Крале Марко и дека тие се во неговото време биле имиња кои што секој што слушна за Македонија слушнал и за нив. Колку оваа работа која вие ја подготвувате со години е поврзана со поканата која ја добивте да учествувате на семинар во Кина? Пред минатата година имав прилика да направам тура во Овче поле на тогашниот заменик амбасадор и економското аташе на Народна република Кина во Република Македонија. Ги погледна моите документарни филмови и ми испратив некои од моите текстови и книгата на англиски. Го државме контактот, ми испратија покана за семинар во Кина за документарни филмови. Бидејќи јас ги продуцирам и пишувам сценаријата на тие документарни филмови, ми рекоа дека таму ќе треба да се снима микродокументарец, краток филм за Кина, дека трае семинарот. Го поканив според мене, можеби недобриот режисер во Македонија, мојот драг другар Огнен Шапковски од Мелен продукција. Отидовме со Оги заедно во Кина, си поминовме супер 2,5 недели, научивме многу работи, видовме страшна врвна технологија и нашиот документарец за Воля на вистината во конкуренција од 10 земји беше прогласен за најдобар на семинарот. Како продолжение на тоа и имаме покани за оваа година за посета на семинари во Кина и се надевам дека тоа ќе се оствори и ќе однесеме поголем дел од нашата работна екипа да види како работат ние таму, а и ние да покажеме што има Македонија, затоа што еве за крај да кажам нешто, во еден персиски текст пишува дека Александар дошол на границата на Кина и еден од кинеските императори го викнал и го премолил да преноќи една вечер кај него со една од неговите ќерки за да му остави потомство и тие да имаат славното потомство на цар Александар и Македонија. Македонија е навистина богата со
историја, со археологија, со култура, од секако вид нашата почва е ризница, особено за археологијата. Ви благодарам што бевте денес наш гостин, ви благодарам за се она што го кажавте денес и верувам дека нашите гледачи доволно се едуцираа за одредени моменти од нашата македонска историја.